Хејке Ахонен шета по ходниците на затворот Патареј, каде што беа затворени илјадници политички дисиденти за време на советските години на Естонија. Таму помина речиси 5 години од својот живот, обвинет за антикомунистичка агитација. Сега музеј кој ги прикажува злоупотребите на советскиот режим, Патареј ги пречекува посетителите со знак на кој пишува "Комунизмот е затвор". Неговата цел е да ги предупреди новите генерации за животот под тоталитарниот режим. За Ахонен, сеќавањето се уште е свежо. Мислам дека најкарактеристичната работа е мирисот. Мирисот на нечистотијата, пот, крв и страв. Советскиот систем беше понижувачки. Генерациите кои живееле низ комунистичката репресија не сака да се заборави ова минато, особено сега кога руската инвазија врз Украина ја оживува таа закана. За Мелис Маријпо, историчар кој стои зад споменикот на жртвите на комунизмот во Талин, однесувањето на денешна Русија е слично на она од незиното тоталитарно минато. Денешна Русија зема различни делови од историјата, од периодот на Руската империја, од советскиот период, за да изгради нова слика и преку оваа нова слика да најде изговор да ги диктира своите желби на своите соседи. Додека некои естонци го сметаат советското минато време за привремена окупација, што треба да се третира одвоено од историјата на нацијата, други велат дека не треба да се игнорира. Тешко е зашто овој период е доста блиску до нас и на некој начин е многу различно, а на некој начин е и доста слично. Треба да го сватиме и како наше минато. Не ни помага само ако кажеме дека тоа е странско минато. Естонија беше една од најгласните европски нации против руската инвазија врз Украина, прогласувајќи ја Москва за државен спонзор на тероризмот во 2022 година и протерувајќи го рускиот амбасадор. Како што гледаат естонските лидери, ако помладите сакаат да разберат што се случува во Украина, тие мора да научат за советското минато на Естонија. Важно е младата генерација, без разлика дали се руски или естонски говорници во Естонија, да може да го толкува тоа што Русија го прави во моментот во Украина, бидејќи толкувањето е важно. Естонија дели 300 километри граница и вековна турбулентна историја со Русија. Со оглед на тоа што војната во Украина се уште беснее, многу естонци стравуваат дека Москва, можеби, се обидува да го оживее советското минато.